Сонја Столеска е лице кое живее со донирано срце, а незиниот апел е луѓето да бидат посвесни дека дарувањето органи од член на семејството кој повеќе не е жив може да спаси животи. Јас се разболев 98 на мој 33,5 години, се лечев 1,5 година во Македонија и 99 во октомври ми рекоа до тука е. И после тоа заминав во Белград, зашто само таму ме примаа, другите држави не примаа нас од Македонија, заради тоа што не бевме ни органодарители, ни ткиводарители, па заради тоа и не можеше да ни дадат. 18 месеци чекав во Белград, 89 абдоминални пункции, 37 плеурални пункции, над 2000 албумини. Тешко се чека, ама после тоа многу е убаво и се живее многу нормално. И затоа апелирам органодарителството да се покрене на највисоко можно ниво. Од 10 до 15 пациенти се со механичка поддршка на срцето, а има и лица со срцеви проблеми кои не може да го обезбедат овој апарат и чекаат донатор на срце. Најмладата пациентка која чека трансплантација на срце има 26 години. Други пациенти кои чекаат со години се на возраст од 26 до 43 години. До сега во Македонија не е направена трансплантација на пациент кој што носи механичка циркулаторна потпора. Направена е од болно срце на здраво, меѓутоа сметаме дека е крајно време да се почне и таа трансплантација кај вакви пациенти, затоа што 7 години пациентите чекаат на листата за трансплантација. Професор доктор Сашо Дохчев вели дека е жално што над 100 пациенти чекаат на донирање бубрек. 88. Па малку е, затоа што на листата, да ви кажам, на чекање се над 100 пациенти. А за бубрези гревата е да чекаат толку луѓе да се добие орган. Значи мораме да го потенцираме, да ја потенцираме кадаверичната трансплантација. Живата трансплантација функционира. Секоја 10 дена до 2 недели ние си закажуваме трансплантација. Сега имам пред некој ден трансплантација, така да. Неофицијалниот регистар во Македонија евидентира над 408 дијагнози на ретки болести.